Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Што е тоа интервентна радиологија? Кај кои болести или состојби може да се примени? Во кој случај може да представува замена за класичната операција? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика и интервентна радиологија. Разговорот ќе го проследите, како и досега, веднаш по рекламите, а ќе имате можност и за ваши прашања во програма. Останете на Телма. Може ли интервентна радиологија кај одредени болести да биде замена за класичната хирургија? Ова прашање ќе му го поставиме на професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика и по интервентна радиологија во Аџибадем Систина. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Задоволство ми е да гостувам во оваа емисија, бидејќи концептот е тој што мене ми одговара и секогаш ги избирате темите кои што се актуелни. Интервентната радиологија е секогаш актуелна тема, верувајте ми. Така, ви благодарам, професоре. Инаку, да ви одговорам на прашањето дали интервентната радиологија може некогаш да ги замени, одговорот е недвосмислен да. Бидејќи тоа е медицинска дисциплина која што е во подем, па да кажем, во последните 50 години сигурно. Историски гледано од 1895 година кога се детектирани рентгенските зраци од рентген, пресвртот настанува 50-тите години кога е измислена Селингеровата техника за ангиографско снимање на крвните садови. Од таму почнува се, значи неговиот пристап, сите почетоци на интервентната радиологија почнуваат од тогаш. Први се васкуларни процедури, а после тоа недвосмислено се шири во целата област, практички да нема поле од радиологијата, вклучително и медицината генерално, кај што ние како интервентни радиолози не влијаеме на некаков начин. А инаку интервентната радиологија е баш онака дисциплина која што лекува. Во Америка има... Така, професор, кога пациентите ќе слушнат радиологија, обично помислуваат на снимања, на сликовни диагностички методи. Па која е клучната разлика помеѓу класичната радиологија и интервентната радиологија? Да, тоа е нешто што е актуелно во светот повеќе години назад. Кај нас, да речеме, сега почнуваме. Ние она класична радиологија која што луѓето ја сметаат за нешто што е врзано со слика, со диагностика. Модерен термин, вие рековте сликовно, во англиска терминологија, па и во другите, во француска, да речеме, е имидж. Имидж не е баш слика, знаете, тоа е представа за нешто, бидејќи нашата дисциплина може слободно да се нарекува и имиджинг диагностика, знаете. Тоа е светски тренд кај што ние добиваме представа во неколку димензии, не добиваме само во анфас и во профил, како што беше порано. Гледаме рентгенска слика и се мора од тоа да кажеме. Сега многу повеќе, во тродимензионални рамнини, можеме волуменски да го анализираме процесот и предметот и човечкиот организам. Тоа важи за сите органи и системи. Нема органи и систем кои што не можеме ние да го прикажеме на некој начин. Затоа имаме моќни алатки од таа така наречена имиджинг диагностика, пред се ултразвук, компјутеризирана томографија, магнетска резонанца, PET scan, врзано со компјутеризирана томографија, постои и PET MRI, кај што е врзано со магнетска резонанца. Значи, можностите само се прошируваат, никако се стеснуваат. И нашето поле за работа се проширува. Значи, ние секој дневно добиваме нови искуства, собираме нови искуства. Во Македонија, да речеме, обиди се правени многу оддавна. Значи, со воспоставувањето на Институтот за радиологија, тогаш е негде 68-69 година, почнуваат првите интервентни процедури да се прават. Од тогаш со подеми и падови, за да во последниве сигурно 10 години
има страшна експанзија дури и кај нас во Македонија. Ние како институција се трудиме да ги следиме светските трендови и полека навлегуваме, нема поле кое што не можеме и не го пратиме и не можеме да го третираме и да ја примениме методата кај нас. Особено сега кога имаме и соодветна технологија. Можеме ли да симплифицираме дека интервентната радиологија е снимање и лекување истовремено? Да, значи не можете вие нешто да лекувате ако претходно немате точна диагностика и представа за тоа што се случува. Затоа ни треба многу фина и прецизна диагностика. Во глобално гледано, во иднина, барем така јас претпоставувам, ќе има луѓе кои што се бават само со диагностика и ќе има луѓе кои што се бават со интервентна радиологија. Трендовите ги диктираат американците, таму има и посебни специализации за интервентна радиологија, има посебна специализација за интервентна онкологија, да речеме, бидејќи тука се проблемите во онкологијата, се тешките пациенти, кај што ние имаме свое поле на интервентни процедури, кај што помагаме во третманот на онколошките болни. Кај кои болести и состојби всушност може интервентната радиологија да даде резултати? Кај сите болести, значи нема поле кое што не можеме да детектираме. Знаете, во медицината е многу важно да поставите диагноза. Ние со нашите биоптични процедури, да речеме, кои што ги правиме секојдневно рутински, нема ден практички да не земеме биопсија, и тоа зборувам за не тенко иглена биопсија кај што гледате клетки и врз основа на тоа може да се изјасните дали е болеста бенигна или малигна, што не е мала работа. Главно ние правиме кор биопсии кај што земаме парче од кило. Тука патолозите многу повеќе може. Значи, ќе дадеме име и презиме на болеста, ќе знаеме за што се работи. Постои голема палета на имунохистохемиски и молекуларно-биолошки процедури во последно време, кај што од тој еден цилиндар, верувајте ми, може да поставиме диагноза, да видиме точно за што се работи, да направиме молекуларно-биолошки профил на болеста и за тој пациент да дадеме адекватна терапија која што ќе биде таргетирана или целна терапија или терапија само за тој пациент, бидејќи познато е одамна дека туморите мутираат и не се сите исти. Идејата е да ние ги издиференцираме туморите и дадеме адекватна терапија која што е највредна за тој пациент. Со тоа правиме да пациентот има подолго преживување. Се уште кажуваме преживување, а во некои случаи и излекување. Особено ако се комбинира терапијата не само онколошка терапија, него и со овие новите тераписки модалитети кои што ви стојат на располагање, а тука интервентната онкологија особено, кај што ние буквално влегуваме во она што се нарекува онколошки третман во поширока смисла на зборот, кај што локорегионално делуваме на самиот процес. Ај објаснете ни како изгледа една процедура, една минимално инвазивна радиолошка процедура кај третман на тумор или пак на проширени вени? Добро, значи имаме пациент кој што доаѓа сосема случајно и случајно откриваме дека е болен од некоја малигна болест. Првиот чекор е да тоа го потврдиме. Добре. Тоа обично го потврдуваме со биопсија. Значи не може да остане се на имиджинг, бидејќи современата онкологија бара потврдена диагноза. Значи тоа е она во поширока смисла на зборот медицина базирана на докази. Доказот главно го бараме ние на патологија. Кога ќе знаеме точно за што се работи, тогаш делуваме на самиот процес. Ако е процесот, да речеме, во почетен стадиум, за тоа раната диагностика е многу важна. Да речеме, имаме туморска промена лоцирана во белодробието, некои 10 до 12 до 15 до 20 милиметри, можеме со нашите техники аблативни, да речеме, да влеземе внатре во промената, да направиме аблација и да процесот го уништиме уште кога почнал. Што е тоа аблација, само да појасним? Аблација е техника или аблативни техники кај што со помош на загревање локално над ткивото или ладење локално над ткивото или некаква струја пуштање како што е иреверзибилна електропорација во самото место, го уништуваме самиот тумор. Секоја од овие техники што се од радиофреквентна аблација, микробранова аблација, криоаблација, иреверзибилна електропорација, тоа се
аблативните техники кои што може да се комбинираат со дополнителна хемотерапија пред или после, за да може туморскиот процес или да го смалиме и да го направиме операбилен, што хирурзите тоа го бараат од онколозите, или да го супримираме самиот процес. Значи, ако ние локално делуваме и го нападнеме со хемотераписките модалитети кои што онколозите подобро ги знаат, ние практички туморскиот процес ќе го бутнеме в чош, така кажам. Кога веќе ја контролираме болеста, не смееме да дозволиме да болеста биде еден чекор пред нас. Тогаш можеме да изгубиме битката. А ако бидеме ние еден чекор пред болеста, тогаш ја добиваме битката, го продолжуваме животот на пациентот. Тој се враќа во нормален живот. Може во овие онколошки третмани да делуваме, да ја супримираме болката, што е многу важна работа. Ако е пожолтен пациентот, има обструкција на жолчните патишта, можеме да ги дезобструираме и да го обезжолтиме пациентот. Некој ќе рече, па добро, да сте го обезжолтиле пациентот, не сте ја решиле болеста. Медицината има проблем со малигните болести, особено на билиарно-панкреатичното стебло, знаете. Тоа е на Господ бејата, да така кажам, да ме разберат гледачите, бидејќи се тешки болести кои што многу не изненадуваат. Не само нас во Македонија, сегде тоа е медицински проблем за кој што ние се бориме, а борбата знаете каква е, некогаш успеете да направите нешто за пациентот, некогаш не можете да успеете, но може со палиативен третман да речеме да го обезжолтите, да нема болка, а тој пациент се чувствува помалку или повеќе отфрлен, бидејќи сите креваат раце од него. Онколозите особено, жолци, не може да даваме никаква терапија. Имам болка, не можеме да даваме никаква терапија. Со нашите процедури, да речеме, интервентните процедури на билиарните патишта, кај што може да ставиме дрен, стент, да направиме реконструкција на билиарните патишта, жолчката да истекува во цревата, автоматски ќе се обезжолти пациентот и може да оди на онколошки третман. Било каков. Не навлегувам тука, тоа е онкологија, имаат многу моćни алатки од хемотераписки процедури, до зрачни процедури, до имунотерапија, биолошка терапија, секаква страшен подем има онкологијата. Ние како дел од интервентна радиологија и интервентна онкологија, тоа е помалку и повеќе во истиот сегмент. Многу придонесуваме да на почеток можеме да го излекуваме болесникот од туморска промена со некоја од техниките кои што постојат. Ако е болеста напредната, може да му помогнеме да ја супримираме болеста, да ја ставиме во некој колосек кај што може да се дава некаква терапија. Можам да ви кажам од искуство дека не постои пациент во било која фаза да е на болеста, кај што не може нешто да се направи, да се помогне на самиот пациент, полесно да ја поднесе болката, да се врати во живот, во нормални некои околности и со тоа да реши некакви проблеми во оној, да речеме, кус период. Ние знаеме дека некогаш не можеме да направиме, но не може тоа да не фрли нас прво во депресија, а особено не пациентот во депресија, знаете. Вие мора да му дадете надеж на секој пациент. Дека може нешто да се направи и треба нешто да се направи. Не можеме да дигнеме раце. Ако дигнеме сите раце од пациентот, ништо не сме направи. Така е. Некој мора и со тоа да се бави. Професоре, но ова интервентната радиологија исто така наоѓа место и кај кардиоваскуларните заболувања. Може ли да биде и начин за спречување на мозочен удар, да речеме? Да, секако. Значи, ние во тие васкуларни процедури правиме неколку работи, да речеме, ако се случи мозочен удар. Мозочен удар представува две работи. Или е инфаркт, кај што е запушен крвниот сад, или е крварење од некаква причина. Треба да направиме фина диагностика, да видиме за што се работи и ако делуваме, да речеме, кај мозочен инфаркт може да направиме тромбектомија, значи да го извадиме запушениот дел од крвниот сад или да го ослободиме и да направиме природен пат. Секогаш ние се трудиме да направиме некаква анатомска реконструкција. Кај тромбектомија може да се направи механичка тромбектомија, значи да влеземе со нашите инструменти внатре и да го извадиме тромбот и да направиме реканализација, што би се рекло на крвниот сад.
или да дадеме системска терапија, значи да го раствориме на некој начин тромбот. Можам да ви кажам дека организирани земји, еве ќе земам само Франција, има таков систем да пациентот го добие во првите 3 сата кај што е најефикасен третманот. Верувајте ми дека они се толку добро организирани, кај нас не можам тоа да го кажам и да го потврдам, но ние се трудиме со сите сили што повеќе да афирмираме таа дисциплина на васкуларни интервентни процедури, бидејќи знаете каков е крајот. Во една лошо сценарио добивате пациент кој што е врзан за кревет или за количка, не може да оди, не може да зборува, а во втората варијанта, ако враќате во нормала, може да оди, може да зборува. Тоа сме го направиле, но можам да ви кажам дека не е системски. Македонија е мала држава, треба само добра инфраструктура, добри патишта, за да може во првите 3 до 6 максимум часа да стигне кај што ќе биде ефикасна терапијата, кај што ние можеме многу да направиме за пациентот. Ние како институција сме апсолутно спремни, имаме фина диагностика, значи во првите 20 до 30 минути вие може со имиджинг технологијата со која што располага болницата да поставите диагноза дека се работи за исхемија или инфаркт, или мозочен удар, како сакате кажете, да ме разберат подобро гледачите. Кога ќе направиме диагностика, веднаш може да организираме екипа на интервентни радиолози кои што ќе влезат внатре и ќе направат нешто за пациентот. Знаете каков е резултатот? Резултатот е феноменален, невиден, зачудувачки. Значи, вие имате пациент кој што не мрда со рака и со нога, не зборува, има проблем со видот, одеднаш почнува да зборува, све се враќа. Моментален резултат. Ако не, утредента. Сме имали и кога даваме системска терапија, ама мора пациентот рано да дојде. Јас да речеме на почетокот, кога премина во Систина, ние не можеме да воспоставиме дежурства, да имаме континуирано, но имаме повик. Значи ме викаат во некое време, не е битно дали е празник, делник или обичен ден или одмор, или нашата екипа секогаш е подготвена да реагира. На нашите современи апарати, како што е, да речеме, магнетска резонанца, може да направиме ангиографија без давање на контраст, што порано беше незамислива работа. Ги гледаме крвните садови и во таа рутински што ја правиме, гледам дека еден од главните крвни садови на мозокот го нема. Не можете да го видите. Се распрашувам, кај пациентот не мрда со рака и со нога, го префрламе на оделот, му даваат системска терапија на тромболиза, се вика тоа, стручно кажано. Го разрушува тромбот во првите 3 сата донесен. До крајот на неделата пациентот си оди дома на нозе. Зборува, најнормално се однесува. Значи, тие зачудувачки процедури кои што или ефекти од терапијата може да ги овозможи само интервентната радиологија. Истото се однесува кога имате вие инфаркт, да речеме, ги спомнавте коронарните крвни садови. Значи, кога имате инфаркт, тогаш е запушен крвниот сад. Или е стеснет, или срцето, мускулот срце трпи. Може со еден обичен балон да направите дилатација, кога ќе направите дилатација може да ставите стент, стентот овозможува проодност. Тие се интервентни процедури, васкуларни. Дали се кардиолошки, дали се радиолошки. Битно е да вие го решите проблемот. Так. Истото, еве сега ќе ви кажам, и на големите крвни садови, тоа го работиме во последно време, и за тоа ќе го викнете доцент Ѓоревски, он ќе ви каже, или Лазаревска, на аортата како голем крвен сад. Тоа може да се распука, може да се прошири. Веќе не е хирургијата опција, знаете. Во некои случаи да, но вие можете ендоваскуларно да пунктирате крвен сад, феморална артерија, да влезете во аортата и да отворите, да ставите стент графт. Тоа значи сите овие процедури се прават без хируршки рез? Не, сигурно. Нема рез, имате само една влезна, условно кажано, невидлива промена на кожата, која што после тоа ќе стане комплетно невидлива. И се работиме
или ќе пунктираме жолчен вод, или ќе пунктираме билиарно стебло, или ќе пунктираме канален систем на бубрек, или ќе влеземе во некаква шуплина, или ќе влеземе во кренс, секаде практички можеме нешто да направиме. И колку време траат овие процедури? Кои Некогаш што се нарекуваат минимално инвазивни. Да. Некогаш траат подолго, знаете. Зависи за што се работи. Некогаш може да завршите за 20-30 минути, но обично тие ако се врзани со анестезија, ако е тежок пациент, да речем во коматозна состојба, ние не работиме со лесни пациенти. Ние не добиваме пациент кој што доаѓа на нога кај нас. Обично се пациентите тешки, во тешка состојба. Нашата задача е да им помогнеме да ја свртиме, што би се рекло, целата состојба од тешка не мокри да мокри. Жолте да го обезжолтиме. Не мрда со рака и со нога, да мрда со рака и со нога. Значи, тоа е идејата да направиме нешто кај што ќе ја свртиме целата работа од, условно кажано, црна во розова, бела, оптимистичка. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани емисијата е контактна. Професоре, може ли се тоа да биде решение и кај гинеколошките проблеми кај жените, да речеме, доколку постои некаков миом? Може. Ме прашавте за вените, значи во третман на вени порано хирурзите прави операции. Ќе земе, ќе извади едноставно вената или ќе направи стрипинг или затегање и така натаму. Сега постои многу елегантна метода, ласерска метода, кај што се влегува проширената вена, се прави практички ласеризација на самата вена и проширените вени одеднаш спласнуваат. Ефектот е одличен. Истото е кај гинеколошките состојби. Вие имате кај жените миом, да речеме, тоа е бенигна промена. Јас ви кажав дека на почеток малигните промени се таргет предизвик, бидејќи се тешки и може да прават проблеми, може да ви дадат метастази. Но и бенигните промени, кои што е миом, може да има жената пролонгирани крваречки, менструациони циклуси и така натаму. Вие едноставно може да влезете со катетер, да направите емболизација на миомот и полека миомот со текно време да го снема или да биде толку минимален што нема никаков проблем да и прави на жената. Истото е и кога има болен синдром, да речеме, кога сме во мала карлица кај жените, заради вените може да има болка во малата карлица. Ние може тие вени што се да ги емболизираме, а со тоа да го елиминираме болниот синдром. Истото го правиме, да речеме, кога има од малигна болест, малку ќе направам паралела, да речеме, кај што имате неоперабилен малигном на панкреасот. Знаете, он расте секаде. Особено расте во таа недостапна регија и има зад панкреасот еден нервен плексус, кој што он го инфилтрира, пациентот има болка, знаете. Кога ќе разговарате со него, се жали на болка од напред, се жали болка во рбетот. И он не може да спие, нема сон. Кога ќе направиме интервенцијата, или ќе направиме интервенцијата, утредента кој ќе го прашаме на визита, обично кажува, докторе, прв пат спијам после 2 месеци. Спие. Тоа е многу важно за квалитетот на животот. Со една обична интервенција кај што правите неуролиза на целијачен плексус. Овие примери ги кажувам чисто како примери кај кои што можете трајно да го ослободите од таков симптом кој што е симптом на болка кај малигна болест. Што мислите, зошто интервентната радиологија се уште не е прва препорака кај голем дел од лекарите, покрај тоа што е минимално инвазивна и ефикасна? Особено хирурзите се скептични. Да, знаете, тоа не е од сега. Значи, кога ќе влезете во поле кое што е многу често или избегнувате хируршка интервенција, или да речеме решавате компликација после хируршка интервенција. Тука секогаш треба да се направи баланс. Што е најдобро за пациентот? Тоа се прави на еден единствен начин само со тимска работа. Не постои друг начин. Ако секој влече на сопствена страна, рече јас ќе ве оперирам и значи ќе се собереме сите. Тоа да речеме се обидуваме ние да го правиме во систина со преоперативните онколошки конзилиуми, да речеме кога е малигна болест. Постоперативните онколошки конзилиуми кога треба да видиме што понатаму. Направено е нешто, поставена е диагноза, како да продолжиме понатаму. Донесуваме заклучок
тимски. Значи секогаш тимски. Ние имаме секојдневна комуникација и координација со хирурзите. Значи, ќе седнеме, ќе поразговараме, ќе видиме што е најдобро за пациентот, тоа го избираме. Многу често не можеме да се согласиме, но многу често и се согласуваме. Многу често решаваме во последен момент. Многу често немаме време за решавање. Многу често ние ќе влеземе, па после тоа они ќе влезат да решат, да дорешат нешто што ние не сме можеле да го решиме едноставно. Многу често интервентните процедури, не многу често, него поретко се врзани со компликации. Тука вртиме телефон и бараме хирург, кога не можеме да го решиме проблемот. Многу често они вртат телефон и барат решение од нас. Да речеме, имате крварење некое, кое што ние едноставно можеме да влеземе, ќе ставиме емболизирачки материјал, ќе го запреме крварењето. Знаете колку е тоа важно за пациентот. Значи, од една состојба кај што вие цело време полните систем кој што се нарекува васкуларен систем, со крв гледате параметри кои што ви кажуваат дека постои крварење, треба да најдете каде е местото на крварењето и многу едноставно влезете внатре и емболизирате. Со тоа сте го решиле проблемот на крварење. Дали тоа било хируршко, дали било спонтано, не е битно. Животот за грозидочка состојба е таа. Не можете да го оставите да искрвари пациентот. Мора нешто да направите. Тука многу често нема време, консултациите се многу често телефонски, многу често сега за разлика од порано имаме увид во состојбата. Секој од тие луѓе кои што се задолжени за интервентни процедури дома може на компјутер да го види имиджот, снимањето претходно што е направено. Истото може да го види интервентниот рadiolog, истото може да го види хирургот. И тука комуникацијата може да биде во првите 10-15 минути. Знаете што, влезете вие, направите го тоа. Океј, ако не бива, ние имаме stand-by сала. Ние ќе влеземе, ќе го решиме проблемот хируршки. Но минимално инвазивно најдобро што е за пациентот. Што е најдобро, тоа го решаваме со тимска работа. Имаме гледач. Ќе го вклучиме во програма и ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Сакам едно прашање. Пред 4 години сум направена операција од канцер на дебело црево. После 2 месеци ојдов на онкологија, ми дадоа терапија со кселода, апчиња. 2 недели ги примав, после имав големи, мислам, компликации, пролив, губење на кожа и ми ги прекрате онкологот. Еве 4 години сега сум без терапија, само правам на 6 месеци или ехо, еднаш годишно компјутерска томографија и до сега се осеќам добро, али сум на 75 години возраст. Така. И сега да го прашам докторот, дали е подобро компјутерска томографија или магнетна резонанца? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, ајде да ја разрешите оваа дилема. Јас ќе решам петскен. А вие петскен. Така, но... Знаете, тука нема дилема. Тука има американците прават се. Онкологот е тој што е централна фигура. Он знае се за пациентката, знае болеста каква е, колку што разбрав, болеста е добро контролирана. Значи нема направена веројатно операција на дебелото црево. Сега треба да видиме она што се нарекува следење после првичната хируршка интервенција, која што сметаме дека е добро направена. Дебелото црево ќе го контролираме со колоноскопија. Значи треба да прави колоноскопија кога ќе одлучи онкологот. После тоа треба да ја следиме болеста дали отишла негде лево-десно, дали локално има, локален рецидив, тоа може и со колоноскопија. Но ако сакаме да видиме дали болеста ја држиме под контрола или не ја држиме под контрола, треба да направиме некоја од имиджинг постапките. Значи, јас може да ви кажам дека онколошкиот протокол вклучува
компјутеризирана томографија на белите дробови и на абдоменот, кај во конкретниот случај. И тоа е едноставно за правење, бидејќи трае пократко време. Магнетска резонанца има една фалинка, бидејќи не можете вие одеднаш толкав систем, како што е бели дробови и абдомен, а мора да видите што се случува и во едното и во другото, да го опфатите. Да речеме, резонанцата има недостаток кај што паренхимот на белите дробови се уште немаме таков софтвер да можеме со сигурност да кажеме за што се работи. Останува абдоменот. Абдоменот кај магнетска резонанца може да го представиме како говорен абдомен, може да го представиме како мала карлица. Подолго трае прегледот. Има, секоја метода си има своја вредност. Од она што мисли онкологот да направи, тоа ќе направиме и ние. Бидејќи онколошкиот протокол подразбира следење со ултразвук на 4 месеци, колку ќе каже онкологот. Еднаш годишно компјутеризирана томографија на абдоменот и белите дробови. Магнетска резонанца, ако нешто видиме, па е сомнително, па треба да го диференцираме, таму има исто. Така, моćни алатки, кај што може многу повеќе. На крај, кога не сме сигурни, не знаеме што е што, ќе земеме биопсија. Нема орган и систем кој што не можеме да го биопсираме. Секаде може да се направи биопсија. И на најтешките и најнедостапните сме правеле биопсија, вклучително на сите ризици кои што може да се случат после интервенција, но ви велам, значи, зад интервентниот радиолог секогаш стои добро организирана болничка институција. Не можете вие тоа да го правите на друго место. Секогаш мора да имате, англичаните велат бекап. Така, имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Го очекуваме прашањето. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Имам проблеми, јас ми се подува стомакот. Се подува така како да сум 8 месец. И сега пред тоа има правено гастроскопија на желудникот, каде што на едно место ми кажа полипче на 12 палачно црево. Повтор правев, таму нема полипче, има абстрофичен гастритис. А стомакот после тоа ми се подува. Сега што понатака да правам, каде да испитувам и што да совет од лекарот, што да правам? Каков тип на испитувања? Можете да дадете совет, професор? Болки немам, а стомакот ми се подувува, а исто во желудникот има лизгачка хила. Аха, вие имате хернија на желудникот. Хернија на желудникот, Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале? Две работи се битни да се направат. Гастроскопија и колоноскопија. Значи, со иста анестезија, тоа го работат гастроентеролозите, може да се види и желудникот и ова што ги кажа хернија, атрофичен гастрит, хипертоничен желудник, така е разбрав јас дека бил како мал, како 12 палачно црево. Исто така треба да го видиме и дебелото црево, бидејќи причината за подуеноста може да е и дебелото црево. Обично спазан на едно место, одеднаш стомакот може да се подуе, тоа е главно заради дебелото црево. Нормално, нешто од имиджинг, значи ултразвук, наједноставно може да се направи, или компјутеризирана томографија, уште подобро на абдоменот. Но гастроскопија и колоноскопија, бидејќи се тие два органи, овие системи кај што можеме да влеземе многу лесно со инструмент, се методи број 1 за гастроинтестиналниот тракт, особено за желудникот и дебелото црево. Професоре, како пациентите да знаат дали нивната болест, нивната состојба може да се реши со интервентна радиологија наместо со хирургија? И колку често пациентите завршуваат на хируршки стол, значи се прави класична операција покрај тоа што постои интервентно решение? Да. За нивниот проблем. Да. Значи, тука решението е во консултацијата. Јас малку ќе го проширам во тимската работа, знаете. Значи, ние имаме консултација со интервентен радиолог, значи, скоро секој ден, практички можам да кажам, дека ние правиме консултации и многу често доаѓаат пациентите со една обемна документација и бараат мислење од нас. Ние нашето мислење го кажуваме и го кажуваме главно во писмена форма. Ние предлагаме да се направи тоа и тоа и тоа. После тоа, со тоа мислење, пациентот се враќа кај својот доктор, матичен доктор,
хирург, некој кој што е инволвиран во лечењето на пациентот и го гледа нашето мислење. Тука пред се треба добра едукација. Добра едукација на сите. Значи, ние се обидуваме да афирмираме интервентната радиологија кај радиолозите, значи радиолозите да знаат, и еден обичен радиолог, не мора да е интервентен, да знае кои се можностите на интервентната радиологија, за да може да му сугерира на самиот пациент дека може тоа и тоа да се реши. Најдобриот начин е успешните интервенции на интервентниот радиолог. Значи, вие може да убедите секого ако интервенцијата е успешна. А ако имате, да речеме, ќе ви кажам, остеитоостеом, тоа е бенигна, промена на коска. Главниот симптом е болка. Симптомот се среќава ноќе. Пациентот не може да спие од болка. Ние влегуваме со обична игла за аблација. Дали ќе биде радиофреквентна или криоаблација, од тие две влегуваме внатре, го правиме интервенција, пациентот си оди утредента, нема болка. Истовремено и го уништуваме. Самата аблација го уништува тоа ткиво таму кое што се создало и прави проблем некаков. Разбирате? Значи, и да не зборам за бенигните и малигни исто така. Значи, ако фатите рано вие резултатите последни, да речеме не последни, него 2024 јас анализирав еден труд, да речеме за белодробни лези периферни до 2 сантима. Резултатите се исти, дали ќе направите вие интервенција хирушка, да речеме кај што треба да отстраните дел од белодробието, или ќе направите интервентна процедура. На крајот на денот ваму имате интервенција која што трае, може да ја правите и амбулантска, нема никаков проблем, или еден ден хоспитализација само. А ваму имате интервенција која што бара хоспитализација, бара дренажа, бара ова, бара она, све бара нешто од пациентот, кај што вие ќе го постигнете истиот ефект на долгорочно гледано. Значи, кога ги анализирате тие промени во еден подолг период, да речеме со години, не може тоа на 2 случаи да правите вие и да кажете, знаете што, мојата метода е... Значи, системи кои што се организирани има добра база на податоци. Кај нас можам да ви кажам, ние не можеме да се фавалиме со добра база на податоци, да речеме да имаме еден систем кај што се бутнати сите онколошки пациенти, па сега да правиме некаква анализа. А и малку население сме. Тоа може да го прават големите држави, пред се Соединените американски, Европскиот, да речеме Европската унија, Русија, Кина, да речеме може да излезе. Турција е голема држава, 80 милиона, и они може да извадат нешто кај што ќе прават и компарација на методите и ќе кажат, знаете што, ова е подобро. Ние учиме од светското искуство, учиме и од сопственото искуство. Ние на нашите 2 случаи, да речеме, собираме искуство. А они на 200 случаи исто така можат многу повеќе да ни кажат. Тоа е медицината, значи не е медицината затворена. Медицината е динамичка секаде и секогаш треба, она што го правиме сега, да го приближиме тоа што е најново. Не е нас Македонија полето на да речеме на едукација, не на едукација, него на конкуренција, да речеме. Сега ние да се конкурираме, ние се такмичиме со светот, разбирате. Имаме уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало? Во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Сакам да прашам, пред 10 до 12 години помина канцерот, зрачењето, лечењето, се заврши сето тоа. Сега треба да идам, малце нормално уплав од тоа зрачење, треба да идам зрачење за друга работа, колкот рбетот, коските. Колку може да бидат штетни тие зраци, пошто малце сум оплашена од зрачењето. Овие сега рентген зраци. Од рентген зраците се плашите. Какво снимање треба да правите? Треба да правам снимање рентген на кичмата и на колко, да. Добро. А со канцерот се заврши тоа зрачење пред 10-12 години. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Молам, пријатно. Професоре, постои стравот од зрачењето при снимањето? Јас би кажал, после долго време со занимавање на ова, секој ден сум изложен на зрачење.
Пак ќе се вратам историски. Значи, од 895 година цело време се води полемика дали рентгенските зраци се штетни или не. Или колку се штетни, знаете. Ја не можам историските факти и она што е емпириска работа дека рентгенските зраци предизвикуваат ионизација. Ионизација е процес кој што го предизвикуваат и алфа зраците, и бета зраците, и гама зраците во еден нуклеарен реактор. Но има уште еден факт. Две работи овде ќе потенцирам за гледачите. Нема сигурен доказ дека рентгенските зраци, како во конкретното прашање, веројатно свати, колку што сватив јас, треба да направи обична рентгенска слика, да, на рбет и на карлица. Минимално е зрачењето. Има зрачење, да, но не треба да се плашиме. Ние као диагностичари треба тоа да го кажеме јасно и гласно. Нема сигурен доказ дека рентгенските зраци предизвикуваат нешто. Зборувам за рентгенските зраци во диагностички цели, какви што јас ги применувам, ги применува цел свет. Диагностичката радиологија е универзална наука, не е тоа само македонски специјалитет. Исто така, покрај тоа што нема сигурен доказ дека има уште една аксиома која што секогаш ја се кажувам, дека секоја радијација, вклучувајќи и ова што е на рентгенски зраци, е штетна. Тоа е факт, емпириски факт. Се што предизвикува ионизација не може да е нештетно. Но ви велам, веднаш после тоа следува и ова, нема сигурен доказ. Јас многу често го кажувам примерот што не е врзан со зрачењето. Еве, јас најодговорно ви тврдам дека ако се возите со авион, веројатно сум го кажувал, ова може ќе го повторам, од Скопје до Њујорк, ќе примите поголема доза на зрачење, само со самото тоа што се качувате на 10.000 метри, од космичкото зрачење, отколку да направите една или две графии на рентгенски во диагностички цели. Поголемо е зрачењето, таму горе. Никој за тоа не е свестен. Да јас ви кажам еден лет само, а колку авиони летаат. Према тоа, можам да ви кажам најодговорно дека тоа што треба да го направите, направите го. Ние како професионалци треба тоа да го афирмираме. Ние се уште секоја ионизирачка техника, како што е рентгенските зраци, полека ја заменуваме со неионизирачка техника, како што е ултразвукот, магнетската резонанца. Има еден куп методи кои што порано ги работевме со рентгенски зраци. Сега веќе се субституирани, да не кажам заменети со неионизирачки техники. Значи магнетната резонанца нема никакво зрачење? Нема. Факт е како тоа. ехото. Како и ултразвукот. Значи излезе Светска здравствена организација 19 годишна студија дека ултразвучните бранови кои што се употребуваат во гинекологија, фетус гледате вие, почеток на животот гледате, рана бременост, нема апсолутно никакво штетно дејство. Светска здравствена организација. За магнетската резонанца можам да ви кажам најодговорно, освен термичкиот ефект што го има, и сме го виделе ние и со нашиве дури апарати. Термички ефект е краткотрајно затоплување на некој орган. Но еве ние употребуваме аблација, влегуваме во организмот со покачена температура или со ладење. Тоа е искористено, значи тие работи кои што ги прави магнетската резонанца, што е поголема јачината на магнетско поле, термичкиот ефект е поизразен. Но знаете, на крај кој ќе соберете, да, има термички ефект, ќе го загрее, привремено го загрева ткивото, после тоа ќе се врати во нормала. Нема некое оштетување, барем сега за сега. Знаете колку магнетски резонанци се прават? Многу. Во светов, кога ќе земете, еве само во Америка на годишно ниво преку 70 милиони компјутеризирани томографии се прават на годишно ниво. Знаете колку е тоа? Многу. Човек кој ќе замисли и колкаво е зрачењето. И затоа они, за да го смалат зрачењето, гледам на позадината што оди позади, една стара слика од компјутеризирана томографија, слика. Сега веќе нема слика. Сега има или CD како медиум, или USB како медиум, или на нешто е ставено, или оди негде по интернет, тие мноштво слики, американците го смалуваат зрачењето со тоа што ги оптимизираат протоколите. Што помало да биде дозата. Так, но сепак не треба да се претерува со снимањето и не треба некритички да се применува се тоа. Се држам до тие две аксиоми што ви кажав. Секоја радијација е штетна, нема сигурен доказ дека е тоа така.
Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам што ни ги појаснивте клучните факти поврзани со радиолошките интервенции, кои што се иднина очигледно во Благодарам и за поканата, ми беше задоволство да кажам нешто што, да речеме, се уште во нашава држава е во афирмација, знаете. Ние секогаш треба да го афирмираме она што го работиме. Секаде е тоа битна работа. Да речеме во медицината е тоа многу важно бидејќи им помагате на луѓето, знаете. Во една состојба која што е, да речеме, безизлезна или на почеток можете многу да направите. Особено, да речеме, она што ни беше тема, интервентната радиологија. Иднината е во клиничката радиологија. Ние тоа го аплицираме. Значи, јас како радиолог порано не можев да примам пациент во болница. Сега го примам пациентот, ја правам интервенцијата, го испишувам пациентот, тоа е клиничка радиологија. Се што не знаеме, никој не е совршен. Се што не знаеме, прашуваме. Така. И најдобро е да се праша. Кога нешто не знаете, прашајте. Така. Ви благодарам уштено за гостувањето. Фала многу. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.